Жителите на Кучичино септичките јами ќе ги заменат со канализација. Денес започна изградбата на канализациона мрежа во должина од 6900 метри, а треба да биде завршена во наредните 2 месеци. Вкупната вредност на овој проект е некаде околу 276.000 евра, средства кои што се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и секако владата на Република Македонија. Ова значи крај на долгогодишните проблеми на околу 100 овдешни семејства. Колку сме ние сакале од порано да има во канализација. Па благодарни ќе бидеме ако ни направат. Зашо да не? Чекаме, одамна чекаме. Колку има 10 години? 10 години, да. И повеќе. Вака сме со домашни јами, тешко е тоа. Јама си е јама, напуни се јамата, треба да чистиш, а сега ако е добро ќе биде. Изградбата на канализацијата е еден од трите проекти кои во општината Чешиново Облешево ќе бидат финансирани преку Агенцијата за рурален развој. Тоа се поставување на 64 табли за обележување на културно-историски знаменитости на просторот на општината и изработка на урбанистички план за село Спанчево. Освен во Кучичино, посетата Димовски ја искористи за лично да види како оди изградбата на мостот на река Злетовица. Моменталната тоа што гледате веќе е во крајна фаза и во најскоро време, околу 15 дена, очекуваме да биде пуштен со тоа што општината од послед мостот ќе го трасираат патот што ќе го сврзува патот со општината Пробиштип или поточно со населено место Пишица. Престојот во Чешиново Облешево министерот го искористи и за средба со земјоделците кои се обединети во првата земјоделска задруга во регион.